незаконски спроведена постапка, која што Централниот регистар мора да ја коригира веднаш, заради тоа што не постои одлука на Советот на општина Чаир. Ова пупу не важи. Од вчера до денеска Заев повторно го смени ставот. Сега промената на имињата во Скопски Чаир се легални и законски. Екс-премиерот за неполни 24 часа ги промени своите позиции за ова прашање. После темелна анализа, правни тимови констатира и ме информираа дека промената на имињата е согласно членот 26 од Законот за основно образование. Заменичката на Адеми вчера не знаеше што се случува. Ки истражувала. За денеска да нема ни глас од неа. Од Централниот регистар вела дека постапката е кристално чиста. За ретирирањето на Заев се огласи првиот човек на опозицијата, кој биде дека советниците од неговата партија гласале против, но и дека самите имиња не се проблем, туку начинот како се донела одлуката. Заев нема зошто да го коментирам, бидејќи неговите изјави почнуваат и да ги соборуваат неговите лични рекорди. Гледаме дека за помалку од еден ден почнуваат да се менуваат изјавите, но тоа е тоа. Некоја тема мора да биде тема за да се соскријат сите оние криминални активности, корупција, неиспорака која што се случуваше овие 3 години. Инаку, апсолутно, нашата советничка група во рамките на Советот на општината гласаше против. За нас ставот е дека тоа е направено на незаконит начин. Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, Сејаца Диковски, вели дека веќе 8 години се чека Уставниот суд да се произнесе во однос на членот 26 од Законот за основно образование, а оттаму се уште нема одговор. Тоаш инспекторатот решил да ја запре промената на имињата. Тоа го потврдува и неговиот претходник на позицијата, Банчо Шехтански. Промената на ставовите и ветувањата кај Заев не е изненадување, а тоа го тврди и Таравари. Јас не можам да ги слушам сите промени на ставовите што ги прави. Вчера прочитав дека негов став е одлуката е незаконска. Денеска може да каже дека е законска, но може вечер да излезе и да каже да се вратат старите имиња на училиштата. Инаку една од имињата на училиштата кои се менуваат е Никола Вапцаров, кој бил македонски писател, чија поезија меѓу другото е и патриотска. Сега тоа име се заменува со Имрие Лези, име за кое не може да се најдат никакви податоци ниту за него, ниту за неговите дела на интернет. Иако вчера на социјалните мрежи беше објавено оти бил учесник во УЧК. Името на Рајко Жензифов, кој е еден од најпознатите македонски писатели и публицисти, како и помошник учител на Димитар Миладинов, е заменето со Исмаил Кемали, кој се смета за основач на современа Албанија, бидејќи тој е првиот претседател, премиер и министер за надворешни работи на земјата.